Благодарам, почитуван министре Спасовски, почитуване заменик амбасадор Граф, почитувани учесници, колеги, представници на медиумите. Малото и лесно оружие како нелегално е еден од најголемите инцидентни причини за земјите од Западен Балкан. За време на последните децени имаше големи количини на нерегистрирани оружја кои што завршија во приватни джепови. Официјалните податоци од меѓународната заедница на Црвениот крст покажуваат дека малото оружје представува еден од клучните причини за смрт во конфликтите и одговорен за дури 90% од последните оружјни конфликти. Овие факти се беа клучен мотив за одлуката на ЮНДП да работи заедно со Министерството за внатрешни работи во борбата и решавањето на проблемите со нелегалната трговија на оружје преку проектот подобрување на националните пракси за контрола на мало и лесно оружје и градење на отпорни заедници. Проектот се имплементираше како дел од патокazот за контрола на мало и лесно оружје. Целта на овој патоказ беше да служи како водечки документ развиен и во посет на регионалните власти во постигнувањето на одржливи решенија за нелегалното поседување, злоупотреба и трговија со огнено оружје и муниција на територијата на Западен Балкан. Во последните 3 години за време на спроведувањето на проектот на УНДП во Северна Македонија, проектниот тим изврши повеќе длабински анализи. На одите на анализите утврдија потреби за многу специфични дигитални решенија. Овие важни дигитални алатки беа развиени и сега се инсталирани во работата на Министерството и во канцелариите на Министерството за внатрешни. И во имплементацијата на овие дигитални решенија и во подобрањето на инфраструктурата во рамките на Министерството значително ќе придонесе кон прибирање, споделување, анализа на информациите од аспект на користењето на мало и лесно оружје и другите аспекти на полициското работење. Проектот има две главни компоненти. Во првата компонента УНДП во соработка со Министерството за внатрешни ќе изработи и надгради систем за управување со регистрација за оружје, за да се подобри наблюдувањето на тековите на оружјето во државата. Надградувањето исто така ќе овозможи наблюдување на нелегалните огнено оружје од моментот на негов влез во земјата, па минувањето на границата, па се до последниот корисник, односно купувачот. На тој начин Министерството за внатрешни ќе поседува лесно пристапни информации за секое парче оружје кое што е влезено во државата легално. Како нов интегрирачки и современ полициски информацијски систем беше развиен како дел од проектот и тој ќе ги покрива активностите на полициските службеници поврзани со инцидентите, вклучително и посебна опција за запис на случаи кај што има злоупотреба на мало и лесно оружје. Предносите од системот се исклучителни. Полициските службеници ќе заштедат време, кое што сега се користи за пополнување формулари и прегледување на архивите. Влез на секое парче на информација, полесно следење на случаите и клучен пристап до податоците. Освен тоа, како дел од проектот, беше овозможено и техничка опрема на Министерството преку повеќе од 120 компјутери, околу 70 печатари, 60 сканери и така натаму. Над 350 лица од персоналот од Министерството беа обучени за користење на овој систем како дел од активностите на проектот. Постоечката информација и структурирана и брза информација за оружје е клучна. Активностите во рамките на проектот да подобруваат капацитетот и ефикасноста во борбата против криминалот преку зголемување на нивото на безбедност на граѓаните. Како дел од родовата компонента, проектот исто така произведе и втората студија за фемицид и семено насилство како предизвик во државата, во регионот и глобално. Помеѓу 2008 и 2020 година вкупно 96 жени беа убиени во Северна Македонија, од кои најмалку 50 од тие случаи беа фемицидни случаи. И во контекст на Македонија, проектот придонесува со поглавието 24
правда, слобода и безбедност на ЕУ Акито и важно е да се нагласи дека во 2021 година извештајот за напредокот на земјата директно даде референции за регистрација на оружјето и софтверот за управување со залихите кој што беше воведен во Министерството за внатрешни со поддршка на УНДП, што придонесе до полесна идентификација во следењето на погненото оружје. Во поширок контекст, посебно сум горд дека преку ова регионален и национална иницијатива ние ќе придонесеме во промоција на владењето на правото, почитувањето на човековите права и зголемување на учество на земјите во развој во институциите во глобалното управување. Овие принципи се клучните елементи од агендата за одржив развој и ваквите иницијативи се клучни за градење на мир, правда и силни институции. И ова исто така придонесува кон глобалната агенда на Обединетите нации 2030 за никој да не остане непокриен. Борбата против нелегално трговија со оружје е долгорочен процес кој бара постојани напори кај сите чинители. УНДП останува посветено за поддршка на Министерството за внатрешни во заекнувањето на своите капацитети за регулирање на пазарот со огнено оружје и борбата против нелегално оружје и трговија во земјата. Дигитализацијата во генерално и во овој случај особено е една од трите приоритетски области за глобалниот ангажман на УНДП. И ние ќе бидеме среќни да продолжиме со партнерството за Министерството за внатрешни и други чинители во понатамошното дигитализирање на оваа тематичка област, како и другите области. Како заклучок, јас би сакал да искажам мојата искрена благодарност за Министерството за надворешни работи на Сојузна Република Германија и Германската амбасада во Скопје за поддршка во проектот. На крајот би сакал да се заблагодарам на министерот Спасовски за неговото лично лидерство, како и на персоналот за координација во Министерството за внатрешни, кои што беа довели партнер во нашите заеднички напори да изградиме безбедни и отпорни заедници на